Фондот за здравствено осигурување подрачна единица Кочани во соработка со Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, Сдруженијето на бубрежно болни Нефрон и Универзитетската клиника за нефрологија од Скопје во заеднички акции за превенција, рано откривање, диагноза, како и спречување на компликациите преку подобар третман на диабетот и болестите на бубрезите. Соработката е со цел унапредување на грижата за диабетесот во Македонија преку координирани заеднички активности. Фондот за здравствено осигурување на Македонија во соработка со Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, со Сдруженијето на приватни Нефрон, Сдруженијето на бубрежно болни граѓани и Универзитетска клиника на Македонија изработи неколку брошури и тоа препорака на пациенти за пациенти на хемодиализа, води за пациенти на кои им е потребна трансплантација на бубрек, препорака на пациенти со бубрежна слабост пред диализа. И сто така, Фондот за здравствено осигурување се грижи не само за превентивно, него и за веќе болните, за да се намали таквата состојба. Целта е да се создаде повисок степен на свесност за диабетесот и за бубрежната болест кај населението, вели доктор Ана Бурева од Штип, вработена во Фондот за здравство во Кочани. Овие цели се однесуваат за подобрување на и превенција и спречување на компликации од најчестите заболувања, значи кардиоваскуларните заболувања, бубрежните заболувања и диабетес мелитус, кои што представуваат тивки убици во денешнината, за кои што луѓето треба да бидат навремено информирани од страна на нивните матични лекари, со тоа што тие ќе бидат повикувани од своите матични лекари и бидат правени соодветни испитувања. Значи, лабораториските испитувања се во врска со откривање на времено на гликемијата, значи високиот нивото на шеќер во крвта, понатаму протеините во урина, креатинини во крвта. Освен подигнување на свесноста, активностите се фокусирани и на поттикнување за учество во програмите за превенција на компликациите од шеќерната болест на сите чинители во општеството, додава доктор Бурева. Навремена контрола на хронично болните и спречување на компликациите, бидејќи компликациите сами по себе се слепило, диабетско стопало, значи тие се од страна на диабетес мелитус, односно на шеќерната болест, и од страна на бубрежните заболувања се затајување на бубрежната работа, кои што може да доведат до диализа, а и секако до трансплантација на бубрик. Во светски рамки диабетесот е причина за смрт на 5 милиони луѓе за само една година. Најмалку 90% од луѓето на кои им е диагностицирана оваа состојба имаат диабетес тип 2. Тој може да се спречи доколку се практикува здрав начин на исхрана и физичка активност, додава доктор Бурева.